Ниту младите од Струмичко не се имуни на карнавалската магија по струмичките улици. Љубовта ја добиваат или преку карнавалските групи или училиштата. Во средното општинско Димитар Влахов дури 120 ученици и вработени се вклучени во изработката на нивната маска Танцот на сонцето. Маската е Танцот на сонцето и маскирани сме дел од групата во сончогледи и дел од групата во зраци на сонцето. Чувството е прекрасно, иако имаме многу голема трема, но сепак во секој случај позитивна е тремата. Едни кројат, други пак ги шијат костимите. Секој со својата задача за да блеснат пред посетителите на Струмичкиот карнавал. Това тук да се направя и нещо да ми се ставя. Маската се работи од почетокот на јануари и од почетокот на учебната од второто полугодие. Самата желба, самиот елан и љубовта кон Струмичкиот карнавал. Со нашата маска, која се вика Танцот на сонцето, носиме порака на радост, топлина и нов почеток. Друг дел од учениците ги учат чекорите за сценскиот настап на Струмичкиот карнавал. Во спортската сала, со музичка подкрепа под менторство на професорите, се вежба секое движење, за да може да се пренесе пораката на својата маска. И мислам дека карнавалот е една убава манифестација која што ги изближува нели учениците од сите години и од сите класови и мислам дека карнавалот е еден вид на уметност, а секоја уметност има своја порака и нашата порака нели со сонцето и со зраците не го одликува нели животот, туку ја одликува уметноста и талентот на некој од учениците. Сите со нетрпение го очекуваат карнавалското дефиле во Струмица, за кое со месеци вложуваат труд. Работењето за карнавалската маска почна уште пред Нова година. Има посебен тим кој што ја изработува. Со нашата кореографија сме почнати веќе еден месец. Секоја проба, да кажем, носи позитивна енергија, ново искуство и исто така и секоја година. Ништо поразлично не е ниту во средното општинско училиште Јане Сандовски. Група од десетини ученици ги прават последните подготовки на својата маска Цветината свадба. Па од прилика се подготвуваме од месец октомври. Маската брои 6 ученици и плюс 7-8 лица од стручна служба, професори. Маската се вика Цветина свадба. Па сега ги подготвуваме маските. Што? Па свадбарките, жетварките. Ги тотеруваат деталите, оти треба да го осликат животот на македонците под турската османлиска власт. Това тука, например, се рачни треба да лепаме, това тука се самоте и се работа. Од професорите дојде идејата, ама за се друго не пита и маја модел и ние децата, наше мислене, што мислиме да додаваме, да одзимаме и заедно со професорите помош, Ани Митров, Ангелина и Снежана Недова. Заедно сме и го осмислиме се това. Кој час иде 12? Имам физика јас. Со своите маски и сценскиот настап сакаат да ги осликат жетварите, но и македонската традиционална свадба. Вие ќе видите дел од приказот на жетварките, како се ние жетвата, како се врзуваат сноповите, како во тој период нашето население работело, функционирало и на крајот ќе заврши целата приказност една убава македонска свадба. Околу 1000 учесници ќе бидат дел од Струмичкиот карнавал годинава, од кои дури 60% од учесниците се млади, кои на директен или индиректен начин ги креираат маските и со сценските настапи ја шираат традиционалната карнавалска магија во Струмица и регионот.